Благодарам, почитувам председавач. Повторно, кога колегата од Радовиш ќе реплицира, едноставно многу е тешко да се одговори, затоа што толку ги измешате работите. Збориме за локален пат Смилјанци-Владимирово. Вие отидовте прво дека треба да разговараме за суштински амандмани, а не за овој амандман. Баш ме интересира што ве интересира вас како пратеник од Радовиш и што е тоа суштинско за вас од значење, а не се од значење проектите кои ги тангираат граѓаните на Радовиш. Овој проект и текако е интересен и битен за Радовиш и за граѓаните на Радовиш. Со исклучок на вас како пратеник кои имате, нели, ќе ни објасните валјда што е тоа што вас ве интересира, не ве интересираат проектите за Радовиш. Понатаму не кажавте на мене или на вашите колеги дали го поддржувате овој проект или не го поддржувате. Ако го поддржувате, дискусијата требаше да биде во сосема друга насока. Да излезете и да кажете ова е потреба за Радовиш, ова е добар проект, на овој проект имат работено и ВМРО и СДС претходно, ова е од интерес и за Радовиш, и за Берово, и за Смилјанци, и за Владимирово, и ова треба да го направиме. Јас тоа не го слушнав од вас и добив печаток дека вие имате толку направено што веќе во Радовиш нема потреба да се гради и да се инвестира во инфраструктурата. И почнете да ми кажувате реконструкции, километри, повторно. Ви кажав, тие реконструкции се голем предмет кој треба сериозно органите на истрага да се позанимават. Знаете зашто и точно мислам, сега не се тука присутни луѓето, меѓутоа во еден ден мораме да ги отвориме тие теми. Колку пари се потрошени и зошто се потрошени. Знаете и вие на кој се однесува овој момент. Едноставно, ваквите проекти се користат за злоупотреба на пари. Сите сме за реконструкција на патишта, меѓутоа никој нека во нашата општина да се случуваат непроверени или не до крај доречени работи во однос на финансиите и да бидеме обележувани како проблематични. Што се однесува до тоа што спомнавте патот Радовиш-Штип. Кажавте убави работи, меѓутоа не сакате да кажете кој го проектира патот и во кое време. Патот е проектиран во време на ВМРО ДПМНЕ. Не го кажавте тоа. Понатаму, ВМРО ДПМНЕ комплетно ги има обезбедено парите за овој пат. Преку соодветна кредитна линија. Понатаму, ВМРО ДПМНЕ некаде 90% ја има направено денационализацијата, односно решавање на имотно-правните спорови за овој пат. Понатаму, ВМРО ДПМНЕ почна со изградба на овој пат. Така да, немојте да си ги запишувате сите заслуги за нешто што е направено од време на некоја друга влада и овој пат, морам да ви кажам, е благодарение на министерот за финансии тогаш почитуваниот Ставревски. Да не беше он, овој пат немаше да воопшто да биде реконструиран. И благодарение на него сега го имаме патот кој е направен и е наистина добро сработен и од изведувачот и од потврден од надзорот. И е пријатен за возење, морам да констатирам и да ги пофалам сите кои учествуваа во изградба на патот и посебно да ги пофалам тие што го осмислија проектот и ги обезбедија парите. Да не должам многу. Тоа што вие го имате направено за Радовиш, јас имам доблест да кажам дека е добро. Дека во тие реконструкции на патишта има сумливи сделки, тоа мора да се провери и да соодветни органи на истрага и на судство да реагираат во даден момент, затоа што станува збор за големи пари. Радовиш ќе го развиваме само со нови проекти. Тоа што не го слушнав од вас е дали сметате дека сите овие проекти што ги набројав, и регулирање на Радовишка река, и патот Радовиш-Штип, преку
Карбенци, и проектот Смилјанци Владимирово, и тоа што барам детска градинка во 5-та урбана заедница, и тоа што бараме решавање на атмосферските води во централното градско подрачје. Што ви смета вас како во Радовишанец за да едноставно ги поддржате овие проекти? Тоа е проблемот и тука повеќе немам што да коментирам. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Доколку никој повеќе не е избор, ја затварам расправата и амандманот